има и поединци кои што на подобро ни го менуваат општеството, а тука се пред се здруженијата. Таков пример е здруженијето Арно, кое што одбележува 13 години постоење. По тој повод ни гостува и основачот на здруженијето Ирина Јаневска. Разговараме за изминативе 13 години што ќе биде во фокус за нивните наредни проекти и планови, меѓутоа и ќе офатиме дел од бесплатната онлайн работилница која што е наречена Google Maps за почетници. Што ова значи, дознаваме во продолжение. И среќен роден ден, Среќен роден ден, За Арно за убаво, да. За Арно за убаво. Што се случува, Ирина, како ќе се одбележи овој не е јубилеј, меѓутоа овие 13 години кои што не се малку и што се случуваше всушност изминатиот период? Многу работи се случува овие 13 години, меѓутоа и веќе кажеме дека одлуката денес да си го прославиме роденденот со бесплатна онлайн работилница е една символична одлука, затоа што од почетокот на годинава до ден денешен беше многу неизвестно како ќе функционира нашето здружение. Знаеме дека во моментот граѓанскиот сектор не е во најдобра состојба, со повлекување на војните, со многуте кризи во светот, фондовите се пренасочија за други цели, меѓутоа ние некако успеавме да се пронајдеме, да најдеме правец и како што најавивме нели за сите оние заинтересирани граѓани дека остануваме на мапата на граѓанскиот сектор. Токму затоа што знаеме колку е важно некој... Тоа значи всушност Google Maps за почетници. Така, некој да понуди правец, некој да ви даде ориентација, рековме ајде ќе понудиме една ваква работилница која што не е нова содржински за нас, меѓутоа ние досега во рамки на нашето работење сме работеле во рамки на програмите за поддршка на тимови кои што смислуваат одредени зелени социјални бизнис идеи, чисто како алатка за да може да се зајакнат и да функционираат посилно како бизнис ентитети. Ова е прв пат да ја правиме онлайн достапна за сите граѓани. Ета, символиката е таа и сметаме дека доаѓа во вистинско време, особено кога еве сега одат сите на одмори, ќе им треба како полесно да се снајдат во поголеми градови или како да си го испланираат патувањето полесно. 13 е вашиот среќен број. Па и мојот, морам да кажам дека и и друга символика. Ете така. Ирина, за кого се намената оваа работилница и дали потребно е некакво претходно познавање на оваа алатка или не знам кој може да се пријави, се како да се стигне до... Информацијата е достапна на социјалните мрежи. Так. Ние пративме соопштение до медиуми минатата недела, многу медиуми не поддржаа и многу сме благодарни исто и вам за медиумскиот простор. Станува збор за пријава, која што секој може да кликне, да остави основни податоци, најважно ние да има контакт имејл за да може да му пратиме линк. Работилницата се случува денес напладне на платформата Zoom. Луѓето треба само да се вклучат и пред себе да го имаат телефонот кој што веќе има инсталирано оваа апликација. Не им треба никакво предзнаење, ние веќе од прејавите гледаме дека има доста голем интерес, немаме ограничен број на учесници затоа што сме онлайн, не во физички простор. Гледаме дека има учесници со малку понапредни знаења, така да ќе биде комбинација, меѓутоа целта ни е да немаат да луѓето да не се плашат да ја отворат оваа алатка и да видат какви се можности нуди. Значи дека не е само и за планирање на превоз, туку има и други интересни кориснички подобности кои што може да ги користат. Ирина, зошто е денес важно секој граѓанин да има малку поголемо знаење и да се едуцира малку повеќе на тема дигитализација и дигитални вештини и всушност оваа алатка е дел од една многу поголема платформа, односно проект, за што точно станува збор и како ќе се развива тоа во иднина? Токму така, денес ние живееме во општество во кое што доминираат технологиите и не секој граѓанин знае да ги користи безбедно и со доверба. Ова е само една алатка која што покажува дека ние навистина мора да знаеме да ги користиме, не само за информирање, туку и за користење на услуги, комуникација со институциите. Меѓутоа треба да внимаваме на сите оние аспекти. Првото е да сме безбедни, да ја заштитиме нашата приватност, меѓутоа понатаму и критички да размислуваме, а сега со вештачката интелигенција исто така и да обрнеме внимание на етиката. Станува збор значи за проект кој што е поддржан од програмата на Европската унија Erasmus+. Имаме многу силни партнери, две мрежи од Белгија и еден универзитет од Атина. Во моментот се развива платформа која што исто така ќе биде бесплатна со овие содржини за кои што се наменети за сите граѓани, секој ќе може да се
да се вклучи и да се образува. Ке има и теоретски дел, меѓутоа и практичен како денес да функционираме и да навигираме во ова дигитално општество. Исто така, во моментов се собира и збирка на добри практики, како во земјите се работи на овие теми преку интересни пристапи. Што друго планирате во наредниот период? Има ли некои други обуки или некои други проекти? Еве за прв пат ексклузивно ќе најавиме дека и оваа година 14-та поред. Така и го фативме гостувањето Така некако и по повод роден ден, меѓутоа и сите новитети кои што ќе се случуваат. И имате До следниот ексклузивата. роден ден. Така е. Да не е последен само. Се надеваме. Да е овој сега. Веројатно не носиме Роден таква ден. среќа. Не сме ние толку. Не, имаме обврска, имаме подпишано договор, имаме проекти за уште 3 години, знаеме дека ќе постоиме. Значи 15 ќе се заокружи како и да. Така е, ќе си работиме посветено, можеби немаме толку во квантитет проекти, меѓутоа и тимот е помал и сакаме да работиме квалитетно, да си го задржиме нивото на работа. Она што следува, еве, во септември ќе го објавиме повикот за зелени бизнис идеи, нешто што е дел од нашата ДНК, така и настанавме. Станува збор за регионален надпревар и повторно секој може да се пријави и основани и само тимови кои што имаат идеја како еве, нашата земја, дури и подалеку, преку зелен бизнес да ја направат подобро место за живење, значи да прават добро за природата, правејќи бизнес, меѓутоа и за заедниците да го има да има оној елемент на инклузија, односно вклучување на заедниците. И она што го работиме, сега малку повеќе позадински ќе го работиме, развивање на импакт заедница, поради тоа што недостасуваат грантови, ние сега социјалните предпријатија треба да ги зајакнеме, да можат да апсорбираат различен капитал од инвеститори, да се спремни да земат кредит, различни финансиски инструменти за да можат да пораснат и да успеат и на светски пазар, значи да не бидат толку зависни од грантови. Таму работиме во два правци, една е менување на тој мајндсет, едукација на социјалните предпријатија, а друга е развивање на една заедница која што ќе инвестира во нив, затоа што иднината не е само во мејнстрим бизнисите, треба да се инвестира и во бизниси кои што на сите ни носат добро, и оние ангел инвеститори, банките, приватниот сектор да ги поддржат овие идеи. Колку украјаните кај нас се подготвени да се ледат она што можеби не се случува ни во моментов, меѓутоа да размислуваат неколку години понапред, односно да бидат подготвени визионери. што носи иднината конкретно во зелените бизнес идеи. Дали сме револуционери во споредба со регионот, затоа што ги споминавте тие работилници и всушност надпревари за бизнес идеите, тоа е на регионално ниво. Како котираме? Секоја година зимаме награда, тоа ни е многу драго, затоа што кога ќе дојде моментот македонските идеи да настапат, сите се малку нервозни, велат сега имаме силна конкуренција, ние навистина работиме во подготовките пред надпреварот. Меѓутоа, за димензијата на идеите различна е, пред се локални зелени бизнеси, рурален туризам, земјоделие, она што го има нашата земја да го понуди историски. Меѓутоа гледаме, има спорадично се појавуваат идеи кои што користат технологии и имаме секако иновации. Еве да го споменеме Трајче Рушев, тој веќе има производ кој што е спремен за пласман на светски пазар. Станува збор за една преносна надправа за готвење, едно мало шпоретче со кое што не можат да се предизвикаат пожари за готвење во природа. Е супер за сите оние ентузијасти, планинари, луѓе кои што сакаат да поминуваат време во природа, меѓутоа и за 1 мај идеално. Така, меѓутоа и за оние земји кои што се од глобалниот југ, кои што треба да готват на чиста енергија, ова е супер иновација и за таква употреба, нешто што навистина можете да се продава во светски пазари. Ирина, со вашата енергија, мислам дека ја побивме онаа многу Арно не е наравно нашата стара. Меѓутоа и да Арно се крстиле. Да. И да прашаме. Арно сега и Арно пред 13 години, што е она што еве ти како основач го гледаш како најголема разлика и промена? Флуктуација на тимот, навистина многу луѓе дојдоа, оставија свој белег во организацијата. Во однос на темите, стратешки ние се држиме блиску до она за што сме основани, тоа се пред се зелените социјални бизнеси и општествените иновации. Имаме прилика да соработуваме со многу земји од светот, не само и во Европа и подалеку, и да носиме иновација кај нас. Тоа е она што е исто од самиот старт. На почетокот еве би рекла дека ние имавме многу потесна визија блиску до она што е денешната тема, да промовираме технологии за општествено добро, меѓутоа ни беше многу тесна таа мисија и така се прошири нашата стратешка мисија.
Она што навистина го сведочиме од моментот до сега е дека многу брзо расте свеста за зелената димензија Што на е одлична работите. Да, информација. во 2013 луѓето става во буџет бензин, без да бидат свесни дека тоа е нешто што никогаш не би го одобриле, не само донаторот, туку и ние. Меѓутоа денеска навистина Промените се видливи. Да. Благодариме многу за издвоеното Ала, време. Споменавте уште 3 години секако работите, меѓутоа се гледаме и една година понапред, тоа е јубилеј, На 15-та са 15 торта. години. Значи, ќе прославиме Голема во студиото. прослава. Токму Но така. тука сме и во текот на целата година за се што Фала ви. работите и правите. Благодариме.